Почитувани, вистинското лице на власта е криминално, насилничко и разуздано. Вистинското лице на власта на Заев можеше да се види и вчера, кога медиумите пренесоа една скандалозна аудиоснимка. Од таа аудиоснимка произлегуваат сериозни индиции дека се работи за градоначалникот на СДСМ од општина Шутово-Ризари, Курто Дудуш, кој најпрво бесправно лишува од слобода, а потоа тепа и навредува граѓанин на општина Шутово-Ризари. Да ја проследиме снимката. Сега чека да се види со вас. Ще кандидат на те на 6. Симак на твери се намери се бикјат. Каско шејато по центар. Каско шејако сред центар. Каско шејако. Соски кошјама посред центар бе тем. Дик бујляш су гаравеату бе. Нели се Анмурш? Ајде Марту. Ко сред центар како шема? Куто на кошлем ту куто. Сарбе на Ме чавете ме. Бујляш и сина бе. Сам на коше. Камера равле жалинавале бе. Оде. Денали кому жалинава. Абе музока. То племе. Манги тука кол. Каска кошебе. Чавен жалинава лескере. Фамилија жалинава. Сенат. Шуна фино со чера. Аквана е ништо. Сенат. Пинда пути чекана. Кошляма. Ладжа киргана. Косред центар. Уравто, племе, чергат. 500 евра денгјумту мате панловеко затворбе. Бистергани са. Бистергани са бе те племете урав. Ко наредно периоди, те теларето шеро лично против Манде Кереа во театар. На керава против туте. Како ставке, вакерават ке кате сенат, мамешин буд букјап суске, ту на сега никојем ништо ки шутка. Месиум градоначалник, Хеманге авена сава керена. Не те мангав. Джанели со акана те мангав. Панџе минут тенге ка пандав. Чивеату манцар, месиум градоначалник кате побаре наштиклиона манцар по крај. Со и силен паре, со и мокња, со наштиклиона каја туки клио манцар по крај. Па ква не е ништо ко тротолавт ке бај безбол палка, ко клучо, хем те пагавту фино маридор, са те ребрете пага. Сутре була мена жена да трате мени намате стравсарните мара. Кас наштима работе ме стинавле полиција, ајде кура. А тогаш ковол баро поштовање, ма. Или ка бароламе, или ка пандаламе. Тогаш ковол респект. Ова снимка се појавува во истиот ден, кога градоначалникот на СДСМ и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски беа на настан каде велеа дека ќе се грижат за редот и мирот во општината. Потеркот на Заев и неговите блиски соработници од СДСМ, редот и мирот од прилика изгледа вака. Човек затворен во канцеларијата на градоначалникот на СДСМ, бесправно лишен од слобода, тепан, навредуван и тој и неговото семејство. Зоран Заев не само што толерира насилство, туку и го промовира и го заштитува, бидејќи неговите најверни кадри тоа го прават. Стануваме систем во кој најверните кадри на Заев тепаат граѓани по канцеларии и се фалат дека они се власта и никој не им може ништо. Тие благодарение на Заев се фалат дека се недопирливи. На Курто Дудуш силата му доаѓа токму од власта и блискоста со Заев. Поддршката на насилниците и криминалците од страна на Зоран Заев стимулира и произведува насилство и функционери кои се однесуваат како робовладетели и одлучуваат за животот и слободата на обичниот човек, обичниот граѓанин. Снимката покажува дека градоначалниците на Заев, наместо да работат за граѓаните и за интересите на општините кои ги предводат, тие своите градоначалнички кабинети ги користат за матни сделки, но и за измачување и тепање на луѓе кои на некаков начин им се спротиставиле. Кадарот на Заев, градоначалникот на Шутово-Ризари, се фали дека никој ништо не му може, дека ниту луѓе со пари и моќ не може да му се спротистават, а секој кој ќе му застане на патот и му се спротистави, или го тепа, или го мести да си има работа со полицијата. Ова ли се европските вредности? Ова ли е тоа едно општество за сите?
кој гледаме дека се претвора во тендери за власта, а беда за сите граѓани? Ова ли е тој живот за сите, кој го претворија во пекол за сите? Насилството не е изолиран случај, туку станува систем на однесување на Заев и неговите блиски соработници. Да подсетиме дека јавноста виде како градоначалникот на општина Демир Хисар, Марјанче Стојановски, се закануваше на вработени во основно училиште, дека ги следи и прислушкува и никој не го санкционира за тоа. Да подсетиме и на поранешниот градоначалник од СДСМ на Ново село Боро Малбор Стојчев, кој беше фатен како шверцува цигари и доби смешна казна од судот за тоа. Да подсетиме и за сообраќајката која предизвика заменик министерот за култура, за која нема никаков епилог, и редица други случаи кои што функционери на СДСМ беа во центарот на брутални скандали. Дали треба да биде убиен граѓанин во кабинет на градоначалник на СДСМ, по органите на прогонот да превзема действија? Почитувани, најзастрашувачки е молкот. Молкот на шефот на сите функционери на власта Зоран Заев. Молкот на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Молкот на јавното обвинителство и на главниот јавен обвинител Љубомир Јовевски. Но застрашувачки и молкот на сите оние така наречени невладини организации за заштита на човековите права и слободи. ВМРО ДПМН бара премиерот Заев веднаш да се огради и да се извини за насилничкото однесување на својот пулен градоначалникот Дудуш и да побара негова оставка. Воспротивно, доколку не го направи тоа, само ќе се потврди дека тој лично е промоторот и заштитникот на ова насилство, во кое е лишен од слобода и претепан граѓанин во кабинетот на градоначалникот на власта. Наместо да кажува дека има некаква чест и углед, која наводно му е нарушена со оваа аудио снимка, Курто Дудуш треба веднаш да си поднесе неотповиклива оставка, бидејќи тоа е она кое што најмалку може да го направи во оваа ситуација. Надлежните органи и полицијата и обвинителството треба веднаш да го истражат и да го процесуираат овој случај и ова насилство, доколку се покаже за точно, да заврши со кривичен прогон и со соодветна казна. Насилството на власта на Заев го достигнува врвот, а достоинството го допира дното. Со ваква антинародна и недемократска власт, Европа останува се подалеку со секој поминат ден. Доколку ваквите случаи останат неистражени и несанкционирани, вратата на Европа ќе ни остане уште долго време затворена. Ви благодарам.